Добро утро на сите, седнете во сидечка позиција. За да почнеме часот денеска на класичен начин. Еднаш кога ќе седнете, грбот треба да е исправен, дланките ги спуштаме, ги ставаме во зракот, целчев. Дланките ги ставаме на нашите колена, грбот е исправен. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме, го отпуштаме телото. Ја позиционираме десната рака за надишуван пранајама, значи показалец и средниот прст нежно ги ставаме во пределот помеѓу вегите, а левата рака ја правиме во чин мудра, палец и показалец споени, трите прста еден покрај друг, ги ставаме на левото колено и ќе направиме 5 цикулса надишуван внатрешно да се центрираме и согласиме со себе. Вдишуваме преку двете ноздрви, издишуваме преку двете ноздрви и со палецот ја затвараме десната капија, десната ноздрва. Вдишуваш внатрешно бројки до 4 од левата капија од левата ноздрва, затвараш лева ноздрва, отвараш десна и издишуваш бројки до 8, значи дупло подолго. Потоа вдишуваш од левата страна, 4, затвори, лева капија и издиши. Десна капија, бројки до 8. Вдиши од левата страна, затвори лева страна, издиши дупло подолго од десната страна. Вдишуваш од десна. Продолжи во тој ритам, направи еве уште 3 цели цикluси. Но вниманието целосно стави го на тој процес на менувањето на капиите или ноздрвите и длабокото издишување. Секогаш дупло подолго издишуваме. Кога ќе издишиш последниот пат, спушти ја раката и повторно влези во себе. Обиди се да го најдеш твојот центар, да видиш каде се наоѓа денеска. Дали е тоа во природно срцето, дали во главата, каде се чувствуваш себе си. И ќе забележите дека многу ретко се доживуваме себе си дека сме во екстремитетите, во раците или нозете, како да тие се некако најоддалечени, најтргнати на страна од центарот, вака, понекогаш вака го доживуваме централно дека е. Вниманието стави го на вратот и со издишување главата паѓа доле на градниот кош и ќе направиме по 3 ротации убави во една насока, од десно кон лево и потоа 3 од лево кон десно. Вниманието стави го на внатрешните слоеви на кожата како се истегнуваат. Дај си време. Одиме од другата страна. Исправи глава. Сега двете раце префрли ги на твојата глава, можеш да ги преплетиш прстите и убаво да се истегнеш, убаво нагоре, како некој да те влече.
Тегни. Па одиме кон десно. Остани така. Врати се во центарот, пак истегни се нагоре кон лево. И тоа не одиме нели вака, туку одиме странично целосно. Проживи силно рацете, сега паралелни се дланките и левата дланка ја ставаш на десното колено, десната позади тебе и направи ротација на ребетен стол, значи погледни позади тебе. Дланката е што е можно поблиску до тебе поставена. Одлично. Двете раце високо горе, па одиме од другата страна. Десна рака на ливо колено, ливата позади тебе. Погледни позади. Одлично. Сега двете нозе, сврти ги кон стапалата кон десно, колената кон лево. Она што ќе го направиш, што твоето стапало од левата нога треба да биде залепено со бедрото од твојата десна нога и ќе префрлиме целата тежина на левата подколеница. Значи со дланките напред сме подпрени сме на левата подколеница, стапалото ја допира го мрзам бедрото на десната нога. Целосно сме изротирани кон лево, бидејќи еве на левата нога се подправ. Она што може да го направите е да подигнете десната подколеница. И откако ќе бидете сигурни дека имате рамнотежа, полека ќе ја патите со дланката стапалото на десната нога, значи десна рака, десно стапало. И остани така, ако не можеш да го држиш стапалото, само подигни ја под коленицата, очите се отворени. Мене ми е тука неравно одоздола, но може да останете, значи да останете така. Добро. Сетни доле. Надоле ми е менува. Зато не е ни рамно. Не сме ни рамни одоздола, не се едно. Значи сега сме на десната подколеница, се подигаме. Намести го коленото да допира, да биде приближно стапалото, колку можеме, нели? Први пат ја точката на равнотежа. Па потоа го паѓаш лева дланка, лево стапало, брадата треба во крајната позиција да погледне нагоре, да бутне нагоре и да погледне и остане. Така тежината е на подколеницата, на која што се подпираш и на дланката напред. Значи десна подколеница, десна дланка. Супер. Исправи. Така. Сега позиционираме прстите на нозете доле да ни бидат подигнати, значи петите се подигнати, на прсти сме отпрени. И направиме динамично, најпрво соиздиш и ги подигнете колената, така, ќе се притиснеме назад, со тоа што сега колената ни се подигнати, бидејќи ќе треба ногата да ја носиме напред, десната нога. Значи најпрво буткаме, спусти колена, влези убаво во позиција на дете и стегни се. Подигни ги прстите на нозете и десната нога ја донесеш напред, ќе бутнеш силно напред, со тоа што ако десната нога е напред, левата рака ја позиционираш горе. Остани така. Па одиме обратно, спуштаме лева рака, десна нога оди позади, повторно притисни во позиција на дете. Одиме сега од другата страна, лева нога напред, десна рака подигни ја горе, тежината е на левото стапало, левата дланка.
Спушти доле, повлечи нога, повторно, бутни силно. Колената не ги пуштаме надоле, само прстите притискаме и задникот. Подигни го задникот нагоре, како во куча со спуштена глава. Десната нога високо горе, колку можеш подигни ја. Десното колено напред. И потоа ќе ги позиционираш и десната рака и десната нога. Пред тебе ќе влезеш во позиција на маласан, сега ќе се свртам кон вас. Така ќе направам. Значи, од оваа позиција. И сега повторно одиме. Спуштаме раце, се го подигаме задникот горе во позиција на куче со наведната глава. Сега левата нога ја подигаме високо горе. Може да е исправена, може да е свиткано коленото. Левата подколеница оди напред пред тебе. И се позиционираш во позиција на маласана, со дланките ги шириш. Колената, карлицата, дланките се во позиција на молитва, остави така. Ќе го повториме овој циклус уште еднаш. Се надевам дека добро ме гледате. Спушти раце, ги повлекуваме двете нозе позади и одиме во позиција на дете, меѓутоа прстите на носите се подигнати, пишите се подигнати и стигни го грбот малку. И одиме. Бутни силно. Напред донеси ја десната нога. Левата рака ја подигаме горе. Спушти лева рака. Десна нога назад. Повторно стегни се. Подалечи ги што е можно повеќе дланките. Врати се горе. Лева нога напред. Десна рака подигни. Спушти дланка, повлечи нозе. Куче со навидната глава. Сега десната подколеница е напред. Па ја ставаш десната нога напред, левата ја повлекуваш и влегуваш во маласан. Оди од обредната страна, врати се назад, и кучето спуштена глава. Левата подколеница е напред, можеш да ја спустиш, треба да ја подигната, зашто и ја тестираме и силата на рацете. И ги отвараме двете стапала, легуваме во позиција на маласана, остани така, ослободи ја карлицата. Отпушти, седни малку. Иднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме, испуштаме рацете и правиме ротација со рамениците, рамениот појас. Значи со вдишување рамењето нагоре, се отвора градниот кош, со издишување надоле и напред, се затегнуваат лишките. Одиме во обратна насока. Отпушти.
Сега расшири ги дланките, десната рака, дланка подигаш нагоре, а левата е надоле, погледот е кон десната дланка. Па со издишување ротираш и погледни со кон лева дланка, која што сега горе, а десната гледа надоле. И наизменично активирај го вратот, додека ги ротираш и ги менуваш дланките. Супер, спушти раце, влези во позиција на мачка. Класична мачка со вдишување, нагоре, 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 наклучи по ребетниот стол, повлечи стомак, брада, повлечи. За наредното вдишување главата и задникот одат нагоре и продолжи во свој ритам. Длабоко издишување, длабоко вдишување кога градите се отвараат. Окей. Ротација на рбетен столб во позиција на мачка. Десната рака ќе ја подигнеш високо горе, па десната рака ќе ја спуштиш доле на подот кон лево и ќе легнеш на десното рамо од десната страна на главата. Левата рака ќе ја пуштиш пред тебе и остани така неколку мига. Осети го извртувањето на рбетниот столб. Пуштај лева рака напред, или лева нога позади тебе, на прсти е левото стапало, остани така. Ќе менуваме страната, подигни се горе во мачка, можеш да направиш 2 пати. Движење, ротација на рбетниот столб. Окей, одиме обратна страна. Лева рака горе. Лева рака кон десно, легни на левото рамо. Десната рака е исправена, десната нога. Остани така. Победи ја десната нога, подигни се горе. Во мачка направи повторно, диши, подигни рбетниот столб и издиши. Спушти, направи неколку пати така. Сега сончевиот зрак е во моето лице, го осеќам цело време. Полека дојди во позиција на дијамант или обично седење, како ти одговара, исправи го рбетниот столб. Ќе направиме повторно уште 4 циклуса надишодан пранајама. Надишодан ги смирува левата и десна хемисфера на умот и ги хармонизира и навистина внатрешно не центрира во себе. И затоа посветете и вистинско внимание, значи палец и показалец се споени во чин мудра, 3D прста се споени, поставени на нашето лево колено, со показалецот и средниот прст нежно се допираме во просторот помеѓу вегите. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме, ја затвараме левата капија и почнуваме да вдишуваме во ритамот или 3 вдишувам, 6 издишувам, или 4 вдишувам, 8 издишувам. Значи направете го, најдете во вашиот оптимум. Вдишувам од левата страна, затворам лева капија, издишувам духо подолго од десната страна.
Вдишувам од десната страна. Затварам капија и издишувам од левата страна докато подолжи. Продолжи така ова е еден циклус. Спусти ги рацете и остани така во својот центар. Обиди се навистина да влезеш во својот центар и од тој центар да тргнеш да влезеш во денешниот ден. И секој пат кога во текот на денот ќе се почувствуваш изместена или изместен од тој центар, ти ќе се вратиш назад кон себе. И од таа позиција ќе тргнеш во денешниот ден. И благодарам на сите. Многу убаво сонце што ме кали цело време каде и да одам. Исто како во медитацијата кога да водам, сончевите зраци циркаат преку гранките и лисијата на дрвото, така и јас сега се чувствувам секое утро. Се гледаме на наредниот йога час. Бидете добри и имајте убав и прекрасен ден. Поздрав! Сите каде беше овај.